Шо правиш? Дремаш? Ништо. Гардероба се. Кај да знам кај, знаеш, Звезда е он. Касно им валјат, не знам. Ајде. Што? Какви карти зимања, ајде? Нема теорија. Абе каков концерт, што ти е на тебе? Не дојду преди, ти си сама ако сакаш, ја не ти идам на такви работи. Остај ти тој муабет Валентин, ќе си идеме ја и ти кај мене дома, ќе земеме нешто вечеричка, шпагети, болонјеза, од тие скапите ќе ти земам. Од тие. Не, значи, слушај ме, земав ново CD 80-ти, музиче, едно друго. О, запнала Владо да те јаде. Ај ке идеме, добро. Не ќам да идам таму некој, ќе го слушам, дошол од Босна, од Хрватска, од кај е таму, Србија некај, гајле ми е. Ке идеме, ајде, ке идеме. Тако, Владо бе! Абе, едва и чекам концерт да почне ве 14 февруари. Абе, еве ти отие од НПМ, отие од... Абе, земи ги. Абе, концерт едва и чекам, човек не може да ти објаснам. Едва и чекам концертов. Ама едва. Јас сум жаре и сум различен од сите други шизици што скокаат по тебе на телевизија. Овој бенд бе со луѓето од Пепер, ми во него па за тоа ова е најдобрата емисија. Најдобра е Емаш неделно на Алфа и Почитувани, започнува уште една епизода од вашата омилена шпанска серија, која не е надсинхронизирана. Еден на еден, заедно со човекот, кому често му се случува да ги облече чорапите наопаку, Жарко Димитриевски. Досачај! Здраво, ова е еден на еден, имаме многу добра емисија. Свири уште малце, денес е многу добра емисија. Владо Ѓоргиев е тука, Yes! Пајак! Фантастично. Во денешно време, луѓе, без пари не се живее, тоа го знаеме, нели? Ако е така, тогаш како живеат операторите? Мора, добро. Не, знаете што, се им е 0 денари на операторите, стварно е така, роуминг им е 0 денари. Сериозно сега. Роуминг им е 0 денари, претплата им е 0 денари, меѓу 2 броја е 0 денари, месец дена разговори е 0 денари. Наистина ме секира, стварно не знам како, бидејќи таму имаат семејства, треба да живеат. Се секираше и дедо ми така, се секираше многу, толку многу се секираше, цело време идеше на доктор. Дедо ми цело време идеше, секој ден на доктор, тоа диши, кардио, она све, систематски нон-стоп правеше. Хипохондрик тежок. И пиеше се што ќе му препишат, ама буквално се што ќе му препишат пиеше. Се. Знаете ли што уби дедо ми? Печат на грешку рецептите. Не знам дали чувте за Новак Џоковиќ. Му подарил рекет на кинескиот премиер. Замисли која дрскост ја има човеков. Пази го, стајте се у кожа на кинескиот премиер. Градиш фабрика, вработуваш милиони луѓе, правите рекет. Рекетов го носите пола пат околу светов, стига до Србија, Џоковиќ го зема, игра Џоковиќ со него, турнири, победу едно друго, се гледате и шо при Џоковиќ на прво гледање ти го враќа рекетот, еј! Дрскост! Ме запре, што не е добра приказка, ме запре полицаец пред некое време и сакам да ви кажам што се случи. Знаете казниве дека се малце така солени. Ме запре на пешачки, јас во кола, не застанав нешто на пешачки, не знам што и ми вика, стој вага, доаѓам, господине, што на пешачки поминуете така на црвено? Викам, не поминав на црвено. Далтониство сообраќај, 150 евра, добро, пиша 150 евра. Викам, ма каков далтонист? Господине, приговарате, приговор, 100 евра плюс. Викам, не приговарам, само... Не ја довршувате реченицата, 70 евра. Значи, не знам полицајецу веќе што да ти кажам. Правите конфузија во јавен сообраќај.
Плюс 200 евра. И ми нареди нели таму 1.000.000 евра колку што си беше, ја трнав да си одам и нели кога што седам и правам вака, леле се од кај ќе ги најдам човече 1.000.000 евра ми напиша што да правам и си мрдам со глава, ме буцка вака Джандаров од позади, се вртам и ми вика господине, глава се ниша под аголо 90 степени плюс 250 евра. Ајде. Читате портали? Читате портали? Кажете какви наслови има, така? Се е сензационално, ексклузивно. Најубав ми беше насловот што го прочитав скоро, беше ваков. Шокантно, синот на Аркан и Цеца се степал. Не, тоа беше наслов, шокантно, синот на Аркан и Цеца се степал. Ај сега вака да анализираме малце. Значи Аркан таму што и да е воен, злосторник, убица, не знам, едно, друго, трето што бил, тој му е татко, мајка му е Цеца, значи кафанска турбо фолк пејачка од село Житораѓа и се чудат што се степал. Значи, знаете што би требало да е наслов? Шокантно, синот на Аркан и Цеца, доктор на науки по физика. Тоа е шокантно. Владо Георгиев многу брзо доаѓа. Ми се причини дека слушалчева му ствари еве го. Да, повелец. Ало, Спасе, зошто звониш? ало, Спасе, зошто звониш? жаре, Да, кажи, ајде. Треба Владо Георгиев да ми доаѓа, човек, каде? па дај карти за Владо ако имаш. Карти за Владо не Ало. можам. Не можам, не можам. Дај две карти за две ли си? Не можам, од кај за тебе? Зошто па тебе карти ти се? Па на кој ќе дај? Само мене ми имаш. Зошто сакаш карти? Ќе одам на концерт, фан Од кај ти бе фан? Од кај ти Тој фан со на Владо? мајка ми е генерација. Тоа не е ни могуче, Спасе, извини, Ало. ајча. Секакви будали. Посебно па Спасе. Спасе ти е ултимет. Ало, Ало, ало. жаре, Да? Телма телевизија овде. Еј, Телма. Кај си бе, жаре, бе? Еј, еве. Што пре, жаре? Ништо. Вие? И ние ништо, ти кажам. Ќе да видиме дали ќе се јави уште некој. Ало? Унур ечкын, Ало? чок, Ало? енар. Ало? Ало, чоктор сум. Канал Ало? 5 ви треба, господине. Знаеш, сакам да кажам Владо Георгиев, дека ми е господин, имам многу добри теми со Владо Георгиев. Да, Ало, ало. овде Клеопатра, балканска пророчица. Од кога не си се јавила ти во емисија, како си? Супер, жаре, предвиđujem све што треба и не треба. Се предвидуваш? Све. Па зашто не предвиде дека ќе ти спуштам? Да викам дека се јавуваат кои стигнат. Ало, Да, ало, Спасе, жаре, кажи. дај две карти, ајде. Спасе, не може да ти дам карти. Зашто не може? Дај, како, даваш ги на сите. Фан си, голем фан си. И како не сум сите песни знам. Сите песни. Сите песни Ало. од Владо. Ај, дај некоја песна од Владо, ајде. Ке даеш ли карти ако пеам? Ако пееш, чекај да му дајме карти. Сите сакаат. Ајде, ќе ти дајме карти, испеј една песна од Владо. Ајде. Ајде. Ноќеска, нек ме разби. Ало. Не можам више. Ова не е по сценарио. Ало? Оператор ваш омилен, дали ќе сакате да го промените својот пакет на новиот пакет со 0 денари?
Чекај, само момент. Малце у незгодно време ми звоните. Сакате подоцна да ви се јавиме? Не, ај вака да направиме. Ај вие дајте ми ваш број, па ја ќе ви се јавам попост. Бе, не може така. Зошто не може? Па на работа сум. Така е, па јас сум на работа. Владо Георгиев е следен, не се гасете! Ова ќе му биде тешко, мислам дека. Благодариме што ни го пративте ова. Ова е од гледачите. Беше наводниот најдобар фристайл рапер е овде тука со нас. Сега ќе го видиме како ќе се снајде со ова. Беше мајчина душица, добро за варење храна и за и за ако не ти се спие, не ти се приспие. Си измени. Има шанси да го. Треба секој да ја има во својот дом, за да се напие од неа кога не го паќа сон. И за тој што ја има маната, ќе му помогне за полесно да си ја свари храната. И не, ви треба шманска мушица, се што треба е да се напиете малку мајчина душица. Читате ја нашата 1-1 страница од теа модерни, информирајте се за дневните настани од Нова Македонија и секако ако сте глани направете си ужина со ПКБ-ско. Сега мојот гостин треба да го најавам, тој е една од најголемите музички ѕвезди на Балканот, тука е да го промовира својот концерт во Борис Трајковски. Лично тој, господин Владо Георгиев! Како си? Владо Георгиев, everybody! Уште поубав е во живо! Ете така. Интересантно како си ставио ову софу. Веројатно да ме не гледа. Ти се допаѓа? Да гледам тамо. Па таму има многу поубави фаци од мене. Види, например, тоа девојче, она девојче. Како си? Како се чувствуваш? Добро, одлично. Мало е топло. Топличко е, нели? То да нас оправдам кад будемо кренули да се зноим. Браво, јес! Чекај малце да ти дадам тебе едно вакво, за да си имаш. И да, па така е, тоа е магијата на телевизијата. Ова, тоалет папир, малце голем. Туку, како почна со пеење, например? Која ти е приказната? Па, нисам никад планирao да будем певач, знаеш. Јас сам мислио дека ќе свирам клавиатура у неком бенду, да ќе ја нешто да имам бенд, знаеш, да се ту краљ. Да. Знаеш, Дека ти ќе бенда- видиш тој на синтесајзер? Да, Како да. аха! Па нешто, да, tad je to bilo ono 80-ih godina, u stvari kraj 80-ih, ali nekako nismo nikako imali sreću sa pevačima. Vole ih devojke, zgodni su, fini su, ali ne znaju da pevaju. Така? Ili imamo nekoga koji onako solidno pjeva ili nezgodan tip, pa onda se brzo nešto posvađa sa svima. Како ти се викаше бендот? Nismo nikada imali ime. U stvari imali smo nešto Prisoners. Prisoners! Da, pošto su nas uhapsili bili. Tad smo dobili ime. Uglavnom, onda su neki, ovi stari moji iz benda otišli u vojsku i onda se naravno bend rasturio, ali su tada bile popularne ritam mašine, tako da sam se ja vrlo brzo snašao. Да, можеш ти и без бенд си взимаш I onda ритам sam машина. počeo da pevam iz neke, da kažem, nužde. Зошто така? Pa ono, kao, znaš, За да заработиш? Мислам, Па имаше да некоја свирам. тезгичка, едно друго? da. Međutim, onda se to meni nekako malo i dopalo, znaš. Пењето? Pa ne, nego nema drugoga da me nervira, ja sam sam bio svoj gazda. I onda, da bi sprečio nerviranje u životu, ja sam počeo da pevam. Тоа е добро. Добра идеја за почнување за пење, што? Супер. Супер. A sad me nervira što pjevam. Па, секогаш е така. Да. Како беше на приказката со тој, нели, богатиот што го гледа сиромаши, лесно ти е тебе, си ловиш риби цело Da, време. da, pa kaže, pa to i radi. Tako da. Си пеел нормално, го знаеме, имаше скоро пред некој месец 25.000 во Белградска арена, тоа се огромни бројки. Си пеел ли пред мала публика некоја? Си пеел пред, не знам, пред 20-30 луѓе? Jesam. Pjevao sam čak i za 4. Misliš profesionalno, za novac? За четворица. Za 4, da. Кај било тоа? Pa došli su neki
naši bogati ljudi iz inostranstva. Опа, да не те тераа да правиш работи други, еј. Ne, nije to što misliš. Ne, To dobro. je bilo drugi put. Да. Ne, i htjeli su da im ja otpivam neku pjesmu na nekoj maloj kao zabavi. Dobro. Bili su kum, muž, kuma i žena. Taka. Da, kad vas nema mnogo, mogu doći samo sa klavirom, da odsviram ja samo sa klavirom nešto tu vama, ako je već jedna pjesma. Onda su rekli, pa nemoj jednu pjesmu, Ај малце pa повеќе. malo više, pa onda ne moram bend da dovodim. Ja da bi im rekao neku normalnu cijenu, da ne bude skupo. Да. Kažu oni, ma ne, i bend i sve. I onda je na kraju ta svadba izgledala tako što je to bilo u hotelu Hyatt u Beogradu, bio njihov jedan sto i bila ogromna naša bina do stola. I mi smo njih non stop napadali, nas 10 smo svirali, oni su sjedali ispred nas. To je bilo to. Ако тоа е симпатично. Тоа е симпатично. A dobro je bilo. Која ти е најмал четворица? Најголемо овој во Белградска арена или не? Или си имал нешто Pa поголемо? za ulaznice najveći, da. Како се чувствуваш 25.000 луѓе кои ќе платат пари да те гледаат? Не е тоа така. Pa frka je, znaš, ako se neko naljuti da ne izbije А sutra. многу се, Od 25.000. 25.000 ljudi mora se razočara bar 50. Нели не може сите задоволни да се. Da, i onda je naša statistika je veća da se neko na mene naljuti da me sretne na ulici. Точно. Ама Samo zato. Ти си искусен мангуп, Znam ja i da pobegnem, da. Ај нешто од овие хитови твои да кажеме бе. Ај на пример еве како ја имаш напишано, ова ми е CD-то најголеми хитови од Владо. Ајде, Јасмина, како ја имаш напишано таа? Следно прашање. Сам си ги пишуваш песните, бар така ми вика тука? Така? Mogu da im taj CD, molim te. Зашто е најголеми хитови Владо Ѓоргиев? Ајде, Јасмина, пусти моду, јако, слабо срце заводи. Ево, ваа многу ми се свиѓа твоја песна. Јако, слабо срце заводи. Шта е топ песна? Што ми правиш на CD-то? Не ми го земај. Што правиш бе, Владо? Ovo ti je CD Zdravka Čolić. Najgolemi hitovi. Јоко на состанок со мене после. Ali vidi, sad ću da ti odgovorim na tvoje pitanje. Jako je teško napisati pesmu Hajde Jasmina. Ja to nikad ne bi uspeo. Има уште една. Мирис бензина, мандарин. Meni je to genijalno. Нели? Znaš, ono, miris benzina i mandarina je stvarno genijalno. Одлична рима. Мирис бензина. Meni to liči kao da je Njemac uzeo Добро. reči iz srpskog i ređao u Google Translate. Само znaš. да се римува. Da, mandarina, benzina, aha, benzina, mandarina, Аха, Кристина, ете Kristina, tako. I Jasmina na kraju. И Јасмина. Možda bi mogao da sastaviš za sljedeću emisiju novu pesmu Od- od Čolinih 3-4 pesme. Сигурно. може. Jasmina, mandarina, Сигурно. benzina. Да. Имаш некој текст што да речеме сега денеска си го гледаш и си викаш, еј, кај ми текнало ова бе. Не да ти е срам, ама онака да си викаш, нешто по млади денови. Da sam objavio, pa nemam. Немаш, а? Немам. Си се гордееш со сите текстови? Pa znaš šta, nisam čovjek koji se kaje ni za šta, tako da ono i da sam snimio neku glupost, vjerovatno bi danas rekao ajde šta bila je glupost, ali mislim da sam sve što sam snimio baš onako ozbiljno radio. Биографски ти се добар дел од текстовите? Pa uglavnom, da. Да. Вистина ли е, имам чуено Mislim, дека... kad pročitaš moje tekstove vidiš da imam težak život u stvari. Да, не ти е баш лесно. Да. Дали е вистина дека Анđеле е за твојот сосед, твојот комшија Ангел? Jeste, da. Така? Tako je. Знае. Bio je neki Oskar popularnosti ili tako nešto. Dobro. I u Sava centru smo sjedali dolje u nekom onom kafeu. Sad ja nisam znao da je ta dotična neka popularna turbo folk pevačica. Znači, ona je čekala, bila je nominovana za nagradu, ali ja to nisam znao. Dobro. Pošto A ti si misleš кој е? Некој? došao sam nešto kasnije, izgledalo mi je kao konobarica. U nekoj kao bijeloj bluzi. Абе znaš. тие сите изгледаат така. Ja да rekao, ти кажам. curo, možeš da doneseš još jednu ovde? О, I onda mi je kolega Sergej Bravo. Četković rekao, to ti je та и ta i та. ta. Rekao ja, šalio sam se naravno. Само кажи дали за тие што слушаат епте непозната.
Значи, пример да е рандом лик некој просечен, 100% ќе ја знае, а? Znaš je sigurno, Ne. zato ne smijem da kažem. Dobro. Уште хубаво. А и убаво си спомна. О, со Турбо Фолков, вака интересно ми е да седнам со некој што има мислење како твоето, што го имаш јавно кажано, тоа е дека Турбо Фолков за тебе е зло. Da, Така? jeste. И го браниш тоа. Da. Да. Е, па Шабан Шаулич е тука и сака да... Не. Samo izvoli. Чаре шо е? Чаре на македонски е излаз. Шо е сега? Шо да направиме? A ništa, samo ne smemo mi koji to volimo da odustanemo. Така? Da, ne smiješ da dozvoliš da ti neko nametne nešto što ne voliš. Ама не ли Mi треба smo u да... srednjem veku. Ne znači, ako neke, da kažem, gledane televizije to emituju, da je to dobro. Јасно. I zato treba postoje i neki drugi koji emituju nešto drugo. Е, така. Znaš, ne želi svak da mu dete bude kreten i da sluša samo neku kretensku muziku. Postoji normalni, pametni ljudi. Pored Turbo Folka postoji pozorište i film i umetnost i slikarstvo. И рок I normalna muzika, i Шо rock и да е muzika, i таму. džez, tako. Така. Ако е тоа некоја си лесна музика, ефтина вака, пример во телевизијата, мислиш дека лесна ефтина телевизија се овие талент шоуава или не? Pa nemam nikakvo mišljenje. Не, а? Čak nemam nikakvo ni mišljenje. Ти да си млад сега, онака Да. и сакаш да успееш. Da li bi otišao Би tamo? отишол да Ne. си се при... Зошо? Zato što društvo moraš da biraš od malena i od samog starta. Ako si dobar i u lošem društvu, postaješ loš. Аха, Заista така. Тоа ти е добра филозофија. Тоа ти е добра филозофија. Držim se. Секоја мешавина чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Ново од палетата на Good Nature. Медицински чаеви премиум. Од Алкалоид, Скопје. Да создадеш пиво е да создадеш цел еден свет. Затоа сето наше знаење, искуство и традиција ги преточивме во пиво со врвен квалитет. По твој вкус. Овој даб е за тебе. Zlaten Dab. So, Sie möchten, dass ich ihn beschreibe? Perfekt. Gibt mir einen Lächeln. Selbstbewusst, mächtig, er löscht die Durst. Er ist ständig neben mir, sogar auch wenn ich aufwache. Es ist Zeit für etwas Gutes. Gute Früchte. Ljudi ne su banjat već 6 dana. Čekaj, gostinu. Guten Abend, wo ist der Landtag? Kako ne znaš? Na kjoš onon дека ќе влезеш на булевар Александар Маленко, вози полека, заш многу деца има. Од тука пичиш право. Да се забореш. И шо ќе ти е? Абе, ќе одиш и ќе прашаш таму, има знак, пиши, собрание, бум, 100% ќе одеш, на турли. Шо збориш, бе? Лажавчино! Не биди неточен. Пробај швајцарски точно 100% сочно. Новиот Гуте фрухте 100%. Što Океј, praviš? продолжуваме. Што правиш? Што знаеш македонски? Што научиш? Slabo znam. Слабо, а? Ali kad ostanem 2-3 dana, onda znam puno. Е, што само членуваш? Сигурно на та правиш. Чашата, масата. Pa dobro, da. Така. Svako mora da nauči ono što ga interesuje. Još prvo. Чашата и масата. Pa tako je. Браво. Браво, бе, ова. A šta, ti ne voliš čašata i masata? Да, си ја сакам и чашата и масата, да ти кажам. Да, Браво, види. да. Тоа, пример, колку помага, колку знае да помогне ако се врзуваат трачеви едно друго. За тебе вика дека си, нели, боемџија, си сакаш да си излезеш, да се напиеш, жени едно друго. Тоа помага ли во кариера или гајле ти е што Ja пишува? nisam nikada razmišljao o tome, ali ako mi ne pomaže, sigurno mi ne odmaže. Čak sam sinoć video i svoju ulicu u Skoplju. Piše Bojemska ulica. Ја реков да не виде улица Владо Ѓоргиев. Da, ja ne znam šta je, ovo je postalo je tako neko grozno vreme da
biti bojem, popiti pivo, popiti vino, izaći u grad, provesti se, to je jako loše, znaš, ako to napiše neki novinar. Pošto to niko ne radi, znaš. Samo mi, tako poznati, mi kad popijemo pivo, ljudi, pa to je haos. Да, и ја еднаш така на токсикологија завршив, ваков таков бил. Абе, ајде, бегај, бе, остај ме, остај ме, бе. Tako je. Не, добро, кај вас е друга, бидејќи те следат, така знаат папараци да ти имат кај вас у Србија тоа. Како да не? Да, Па има. си имал некоја така дешавка со нив лоша да си изреагирал довде да ти дошло? Има, отeo sam kameru paparacco na nekoj emisiji. Си мавнал? Da, uzeo sam i slomio kameru. I odneo sam. Па што да правиш? Odneo sam ja sutra, su me zvali iz policije da je vratim. I ja sam je vratio sutra ispravno. Ја поправи. Ne, nego bila je ispravna kad se je vratio. Така е. Onda su oni kasnije zvali da ipak ne radi. Ja rekao, ja sam ispravno vratio u policiju. Ја вратив гајле ми е. Tako je. Те тужеа, те праја нешто? Ne. Не? Nekako su prestali da me prate. Кажи ми, дали е вистина дека ти си бил, па и можеби и си, еве јас сум, фан на Дарко Панчев? Da. Да. Da, pa ja Црвена navijam za звезда? Crvenu zvezdu, da. Да. Таму кога победија во Јапонија, се радуваше, колку години имаше? Da ti kažem, od 90 malena sam tamo. pratio, ali ono, najveća euforija koju ono pamtim i bio sam u Bariju. Така. Ali od malena, znači od sličica, naravno kako ne. Да, да, значи кобрата го сакаш, а? Kako da ne. Иначе ние подготвивме многу големо изненадување за тебе. Stvarno? Дали стварно го сакаш толку многу Дарко Панчев, кажи? Da, veoma. Ало, Дарко Панчев, тука е Владо Ѓоргиев, сега... Ало, 1-1? Да. Имате неплатени сметки за 7. Имавме спремно изненадување. Одлично. Значи, секој момент... сега изгледа. Чекај да не е пак за... Да не е пак за сметки. О! Ало? Жаре. Па Кај си, Жаре, чуј. Шо добар правиш? ли? Добар ли си? Добар, Дарко. Ти кажав, нели тука дека сум со Владо? О, одлично. Слушај, Маја, моја супруга е највеќи фан на Владо. Сакаш да ти го дадам да му кажеш? Може, може. Ајде, дај ми го. Ајде. Halo. Zdravo, Darko. Kako si ti, Vlado? Odlično, evo, zeza me malo tvoj drugar. Nije on moj drugar, ja njega jedva znam. Čuj. Baš mi je drago da smo se evo, I meni, čuj, moja supruga, žena, Maja, ona je veliki tvoj, golem, veliki fan. Baš mi je drago. Jel bi ti jedan duet s njom? Alo? Imam neke smetnje, samo pa ćemo se čuti ponovo. Така правам на сите ја да ти кажам што ќе се јави. Vidjet ću se ja s Darkom negde u gradu već. Изгледа вечерва. Туку, кога сме више кај прави фанови, Стефанија може да дојде. Дојди, придружи ни се тука. Како си, Стефанија? Добра? Повели, седни. Ти имаш некоја... Море, не, ти се знаеш со Владо. Da, pa ja sam je vidio čim sam ušao. Сериозен си? Da. А кога се запознавте? Ај ти кажи ни. На претходниот концерт во Лесковац. Во Лесковац? Ето видиш. Шубаво место да се запознаеш со човек. Да, супер место. Многу убаво, да. Сите убави причи почнуваат со се сретнавме во Лесковац. Нели? Да не пееше на Роштилјада? Не. Не? Ne, ja sam radio na roštilju. Ти гарант имаше штанд. Da. Ти раскажи ни за тоа како беше. Ćevapi barba. Ćevapi barba, да. Да. Барба го викаат, нели знаеме. Ако не знаат, како беше, кажи ни? Не се страми, кажи си. Концертот беше супер. Кажи си све. Еден од досега најдобрите концерти на кои сум била јас. О, видиш ти Тоа е веќе еден. Еуфорија е пуцала. Браво, браво, многу народ сигурно. Ба да, беше полна сала. Тој да не беше четворицата кај шо? Не. Океј, добро, да си Nisam ovo nikad trebao da kažem. Да си Da, sad sam gotov. Сакаш ли да одиш на концертот во Скопје? Да, јас ќе присуствувам нормално. Да, веќе имаш обезбедено карти? Да. Уште карти, уште 2 карти да има, ја мислам, за Стефанија, плюс 2 карти за Cineplex, ќе ти дадеме и некој чајчиња има таму ѓоко за тебе. Сакам да ти кажам да си поменеш убаво. Многу ми е кеј што дојде. Уште нешто може. Слободно. На концертите на Владо Ѓоргиев запознав многу луѓе.
Добро. Дел од нив основавме група. Барба е боем и ми сме Барбини боеми. Ау, браво! Чекай, музичка група зборуваме? Не сме музичка група, А само шо се? фанови на Само Владо банда, Георгиев. само Вие сте банда. така се собирате и имате олтар со вуду кукли на Владо. И одиме на Владо Георгиев. Па или не? Не И сте до одиме толку. на концерти, не. Си не одите сме. на концерти. Значи, вие сте Барбини Боеми. боеми. Какво име, мајсторе? Ова е фан. Tako je. Ова е фан. Ти благодарам што дојде. Ѓоко обезбеди таму. Вие во публика сака некој да оди на концерт на Владо друг? Добро. Погледнете си под седиштата дали имате карти, кај 5-6 места има карти. Видете си слободно, да, под седиштата, слободно, слободно. На 3 места треба да има карти. Оп, кај се? Ете, таму има, добро. Каде се другите? Да видиме. Еве ги. Дечко, ќе идеш на концерт? Ки иде на концерт. Ете, така. Ај сега малце за концертот ние да им кажеме на публика, на телевизија што е. Значи 14 февруари, ден Свети Трифун, убав ден на вино, ден на љубов. До сега ти е ова најголемиот концерт што си го имал во Скопје и тоа после пауза многу долга, 10 на години. Така. Зошто толку многу време? Зашо баш немаш дојдено во Скопје? Немаше добра понуда ли? Што беше работата? Pa ne bi to tako nazvao, nego mislim da su ovo tek ozbiljni ljudi koji su shvatili nivo produkcije i kako to treba da se uradi. Така. Mislim, mogu sebi da pripišem to kao možda nezgodan za saradnju, ali ja volim da se bude jako ozbiljno i jako dobro. Си перфекционист, општо као Pa карактер? da, generalno, to mi je, mislim, otežava u životu, ali volim da veliki koncert u velikoj sali bude vrhunski. I mnogi su dolazili sa nekim ponudama, da sviram na nekom manjem mjestu. Onako, to je ono više priča bila da neko zaradi, a baš ga briga kakvu ću ja promociju imati i kako će se ljudi koji vole moju muziku u Skoplju provesti. Значи сега се поклопија коцките. Da, ali ja окей mogu си е. stvarno da zahvalim Bogu što imam fanove kao što je, na primjer, Štefi i ostali iz Makedonije, pošto su, eto, godinama dolazili svuda na moje koncerte. И мајстор, ја да ти кажам дека на вистина имаш ретко кога имаш интерес за присуство во публика. Ај што мислиш од прилика да те прашам колку луѓе се има јавено за да дојдат тука? Ај. 1, 2, 3, 4, Не, остај сега тоа, остај ти тоа. Pa jedno 50. 50 луѓе мислиш? Да. Или сам претерал. Помножи го тоа со 30, толку се јави. 1500 луѓе имаше, ама малечко студивцето ние што да правиме. Ние што да правиме. Што да правиме. Така да вие да знаете колку имате среќа што сте тука и ете што сте со Владо. Кога ми спомна ова со организацииве, си имал некое лошо искуство некогаш онака која си рекол више преку глава од такви, не во Македонија, него општо. Da, kako da ne, pa znaš šta, pogotovo u početku dok čovjek ne nauči školu, što se kaže, i dok veruješ svakome i dok te svak ubijedi u svakakvu glupost, na kraju ti toga stvarno bude preko glave. Jednostavno, jako glupo raditi nešto džabe i napraviti sebi trošak i kompletnu svoju ekipu uvući u to, tako da... Джаро го фатити, со Джаро работеше? Джаро je dobar, Джаро je simpatičan, nikad nisam radio. Не си работел, а? Не. Тоа е бре организатор. Pa to ti kažem. Ти дали некогаш си пробал хелиум вака да вдишаш? Nisam nikad. Не? Ali znam otprilike šta se dešava. I znam da kod tebe u emisiji ljudi pričaju sa helijumom. Što bi da... Ovo je sad onaj fenomen giljotine, znaš, znam da mi leti glava. Ja sam sad spreman na to. Значи, добро, ништо, не се случува ништо посебно, малце само гласот така и има многу мала шанса да ти остане таков гласот за секојаш, ама многу е минијатурно. Da ti kažem, A ti si bojem, ako ćeš ti da se objasniš sa produkcijom koja meni organizuje ovaj koncert 14. ako meni ostane glas od Фактички helijuma... сакаш да кажеш ако се објаснам со цела Борис Трајковски арена. Tako je. Ali ja ne znam je li nekad neko probao možda da pjeva sa helijumom. Пееше Джамбазов, да ти кажам. Игор Джамбазов, го знаеш Игор Джамбазов? Да, како да не. Да, Джамбазов пееше една многу песна на хелиум, беше супер. Што знаеш за Джамбазов стварно? Pa znam ko je čovjek, znam da je glumac. Си го запознал вака лично? Ne, lično ne, ali znam ko. А некој вака македонец имаш со кој што си пријател, онака што му се јавуваш кога доаѓаш, има некој таков или? Pa ne mnogo. Од сега мене ќе ми се јавуваш, претпоставам, секогаш?
Па дека сме по чашата, по масата, ради тоа е. Tako je. Не заради друго. Ајде да видиме со хелиумов што правиме, кај ни е хелиумот. Која ти е идејата? Вака, што би сакал? Ти си за пеење? Ja sam za pevanje. За пеење, а? Имаме нешто пепермент од Владо Георгиев, ама не од фотографот, од пејачот. Има фотограф Владо Георгиев, го знаете. Не се сеќавате на фотографот Владо Георгиев. Ja ne go znam. Liči me jako. Не личите, бре, човече. Ама многу личи на Мартин 99. Го поздравувам Мартин 99, нели? Не личи Владо Георгиев на никого. Ајде да видиме да пробаме нешто на хелиум, може? Може. Šuti. Да создадеш пиво е да создадеш цел еден свет. Затоа сето наше знаење, искуство и традиција ги преточивме во пиво со врвен квалитет. По твој вкус. Овој даб е за тебе. Златен даб. Секоја мешавина чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Ново од палетата на Good Nature. Медицински чаеви премиум. Од Алкалоид, Скопје. So, Sie möchten, dass ich ihn beschreibe? Perfekt. Gibt mir einen Lächeln. Selbstbewusst. Mächtig. Er löscht die Durst. Er ist ständig neben mir, sogar auch wenn ich aufwache. Es ist Zeit für etwas Gutes. Gute Früchte. Владо Георгиев е тука со една за прв пат во историјата изведба, прекрасна изведба на Једина. Ќе го оставиме да пее без хелиум, а кога ќе ни стане малце досадна, тогаш ќе му дадеме хелиум. Одиме, Владо Георгиев, Једина! Да уживаме. Činim sve, mislim najbolje za nas. Krijem se, mislim ne treba da znaš. Jedina istina nije da si jedina. Trebalo bi jesi dalje. Daj mi još malo. Između ljubavi. Daj mi još malo. Tere. Daj mi još malo. Odime refren. Kad vino popije, sad ovo nije interesantno. Sve zaboravi i ništa ne vidi. Dodirne, drugo ime dozina. Klijenti. Еден, Владо Георгиев! Поздрави ги! Veliki pozdrav svima. Kako pomina snimanjето кај Жаре? Strašno. Gledat ćete. Helium me pobedi. Helium je najjači. Dojdete na moj koncert 14. februari.